Почитувани, СДСМ нема да молчи. Бараме оставка од Тошковски поради загубените животи. Трагедијата во скопската населба Карпош, во која згаснаа животи на мајка и дете, ги покажа сите сериозни пропусти на МВР. МВР на Тошковски потврли. 2 години постојано имало пријави за семејно, физичко и психичко насилство. Вкупно 12 пријави имало за сторителот, кој имал и други обвиненија и кривични пријави, а во последниот случај кај него била пронајдена и дрога. МВР било алармирано. Постоеле пријави, имало сознанија и индиции за сериозен ризици, но со несоодветна и ненавремена реакција не ги заштителе жртвите. А со измените на кривичниот законник, насилството врз жените и семејното насилство се гонат по службена должност, дури и кога пријавата е повлечена. Не само кога има телесни повреди, туку и кога со насилство се нарушува здравјето и безбедноста на жртвата. Значи, полицијата морала да постапи. Дополнително, МВР е обврзен да постапува и согласно законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство. Да делувале, да бил приведен до трагедијата, можела да биде избегната. Само пред неколку месеци во Велес млада жена беше убиена заедно со незиниот татко, иако претходно пријавувале насилство. И тогаш МВР не реагираше на време. МВР потврли и во случајот со серискиот убиец во Старо Нагоричане. 5 жртви, и тоа жени. МВР 2 години ги игнорирала пријавите на жителите, дека сторителот се криел во дворови и демнеел. Прично, жртвите биле третирани како природна смрт. Не била правена обдукција, немало истрага. Дури откако обвинителството побарала екскумација, овозможува отварање на истрага за убиства. Ова зборува за сериозни потврлања на МВР кое го води Панче Тошковски. Проблемот почнува од врвот. Додека другите молчат, СДСМ нема да молчи. Затоа бараме итна оставка од Панче Тошковски.